Слушнав дека си тажен, си загубил верба, си станал лажен. Затоа јас сум тука за тебе, да знаеш јасно колку си вреден. Среќа и љубов во секој човек за подобар свет во овој наш век. Дали сте се заинтересирале за подлабоки и суштински теми? Дали сте предпоставиле колку е важно како се храниме? Дали спортувате, пеете, танцувате? Дали се запрашувате како да си го направите животот посреќен? Дали сте ја започнале потрагата по себе си? Емисијата која ќе ви даде идеи и мотивација, која ќе ве разбуди и насочи по патот на вистинските вредности. Тоа е новото кул и младите веќе го живеат. Бидете своји, пронајдете се, следејќи ја новата емисија исполнета со среќа. Со љубов, Стефанија. I have been addicted to love because I was scared of him. I found you, my baby. I like the way you make me feel. You are taking me so high. We are falling in love. Oh, love. Yeah. Take me, you take me, you take me. Our love is forbidden. Our love is forbidden. I have been addicted to love because I was scared of him. I found you, my baby. I like the way you make me feel. You are taking me so high. We are falling in love. You take me. You take me. You take me. Our love is forbidden. Our love is forbidden. I have been addicted to love. Многу е важно во нашиот живот да имаме вистинска подлога и подкрепа за правилно да ја изградиме нашата личност.
Со добро домашно воспитување да ги реализираме нашите сништа, да создадеме нови патишта. Во оваа емисија, на моја огромна чест и задоволство, ја поканувам жената која е борец за вистината и вистинските вредности, талентирана, креативна и неуморна. Жената која ги постави цврсто и моите уметнички темели, која го создаде мојот стил, мојата поддршка и инспирација и пред се, незаменлива и единствена моја мајка. Модната креаторка Анастасија Зулевска-Милевска. Анастасија Зулевска-Милевска, или пак, како што добро знаеме, мојата мајка инспирација. Многу ми е интересно и чудно истовремено кога седам во ваква позиција со мојата мајка или пак со мојот брат, затоа што секако јас ги знам нивните стории, но време е да ви ги пренесам и вам, затоа што секако за да бидам јас тоа што сум денес, таа стоела долги години позади мене, во секој случај како мотиватор пред се и како учител. Добро ми дојде во мојата емисија. Добре, тоа најдеш. Кажи ми, како започна Анастасија да креира? Што се случи со почетокот на Анастасија? Што беше тоа во тебе што те предизвика да започнеш да креираш воопшто модели? Па, почетоците можам да ги ставам во околината, фамилијата во која сум се родила и сум растела. Значи, тие почетоци ми ги пренесувале дека мојот дедо работел конфекција, зборуваме за 20-та година негде, и работел костуми по нарачка, работел други модели и тие приказни многу ми биле интересни како дете. После тој развиток продолжува кај мојот татко, кој почнува исто така да работи конфекција, но по некои други принципи за кои прераснувал спрема времето, уствари тој се прилагодува на времето. И таа е основа што ми ја дале, бидејќи сум растела сум гледала како настанува еден модел, сум гледала како функционират машините, начинот на кроење и сето тоа едноставно се всадило во мене. Не ни знам како се всадило, но тука ги барам некои корени. И од мала сакав да седнам на машина и да направам нешто. Не по некој крој, туку јас како што сум сакала. И тука може би се јави таа желба моја да стварам некои нови работи. Исто така морам да ја споменам и мојата мајка, која многу допринесла во тоа што сум денес. Таа е како дете стално ми правила модели да бидат уникатни и не баш во тоа време што се носело. Може би тука го најдувам тој момент на индивидуалност, да имаш собствен стил, да градиш собствен стил. И сега тој процес растел и јас таа желба моја внатрешна ја изразив негде на 35-та година или како било и почнав да го работам тоа што сум го сакала, што ми било внатре во душата и сакав да излези таа моја идеја надвор од мене и така едноставно почна патот мој на тој развиток и презентација на таа моја идеја. Сакам да напоменеме дека всушност твое хоби е ова нешто што го работиш, а ти имаш секако стална работа во градската библиотека како обработувач на книги. Вака, работам во НУП Свети Климент Охридски Битола како каталогизатор, виш библиотекар. Работам веќе 30 години и уште 3 години негде одам во пензија. Ги броиш, морам да откриам. Ги бројам секој ден, може би и порано ако се смени некој закон. Значи јас таму сум вработен, имам завршена историја на уметност со археологија
но тоа не била мојата определба, бидејќи така било времето, сум се запослала во библиотека и тоа остана една тема која не сум разработила практично, освен така целото образование што сум го добила на факултет. Супер, ти си пример кој покажува дека всушност хобито може да биде професија и дека во секој случај треба да се бориме за тоа наше хоби, за тоа што всушност не прави срекни и не исполнува. Интересно е затоа што си поборник всушност за тие таленти да прераснат во професија. Објасни ми го тој момент, каков е твојот став за хобито кое станува професија? Епа, вака, уствари, кој ќе речеме хоби ни е нешто, уствари тука фиксирам еден подлабок проблем, бидејќи тоа хоби уствари треба да е нашата главна професија. Тука настанува тој проблем заради можеби грешно образование, не сме свесни баш во тие години што сакаме искрено. И после со време тоа наше длабоко внатрешно чувство едноставно излегува надвор. И тие хоби, да речам, се уствари највредното нешто на човекот. Тука човекот е најкреативен, тоа го работи со најголема љубов. Например, и запослување, така се запослуваме под некои норми, по некој, за да имаме сигурна екзистенција. Но мене искрено тие норми многу ме ограничуваат. Знаете, ме држат во некоја ограда и стално барам тие огради да ги рушам, да најдам некој прилагодлив момент да ги балансирам сите тие работи. И едноставно таа борба и кај младите знам каква е и затоа стално ги советувам да го работат тоа што го сакат најдлабоко во нивната душа, бидејќи тоа е правилниот пат, бидејќи на тој начин ќе се изградат како вистински личности, нема да бидат фрустрирани личности, ќе сакат се околу нив бидејќи тие се среќни и исполнети. Кажи ми, всушност, твојата слобода се гледа преку твојот стил на облекување, твојот стил на мислење, твојот начин на правење на фризури. Воопшто се гледа преку тебе. Значи, ти си една од похрабрите личности кои се борат за таа слобода и веќе нам не е јасно дека веќе до некој степен си се изборила за таа слобода. Значи, свативме дека и всушност начинот на кој младите можат да достигнат својата слобода е преку реализирање на сопствените сништа и правење на тоа што треба да го прават. Кажи ми ги всушност твоите дела за ревиите. Ме интересира што се има случувано. Да, морам да те прекинам малце. Тоа што рече, јас го изразувам тоа преку надорешноста моја, така преку начинот на облекување, фризури или општо пристапот кон животот. Знаеш, тоа не е само надворешност. Тоа е уствари внатрешноста на твојата душа. Кога ќе успее човек да излези од таа своја крутост, од предрасуди, од влијание на надворешниот свет, едноставно се пронајди сами од себе си. Јас тоа го правам во овие мои 58 години. Од првиот момент, бидејќи како мала сум сакала многу искреност, многу вистина едноставно сум сакала. И јас, уствари, преку овој мој начин, тоа е манифестација на мојата слобода. И не само слобода во една човечка, обична смисла, да речам. Или бунтовна смисла. Не мислам така. Мислам на духовната слобода. А таа духовна слобода се гради во текот на животот со осознавањето на самиот себе си. И таа духовна слобода едноставно стално ги спомнувам тие вистински вредности на живеењето. Тоа е да бидеме искрени кон себе, да се слушаме самите ние, да се слушаме срцето, да си го слушаме, бидејќи тоа никогаш нас не лажи. Проблемот е што ако не слушаме, сме глуви,
ќе останеме, јас викам, стално го велам тоа, ќе останеме заспани во својот свет. А на овој свет сме дојдени не да сме заспани, туку да сме разбудени, со отворени очи, со вистина пред нас. И да ви кажам, многу ми е лесно па веќе има подолг период, едноставно ги делам работите на вистина и лага. И многу ми е лесно да функционирам на тој начин. И кога ќе се осознаеме самите себе си, тогаш ние тоа го изразуваме со својата надворешност. Ама нашата надворешност може да биде лажна некогаш. Ме разбирате, ако се поведуваме со надворешната околина, со влијанието на надворешниот свет, оти ние мора да изградиме еден собствен свет во кој ќе ги развиваме нашите идеи, ќе испраќаме вистински пораки и кон младите. И ние треба да видиме репер на тоа живење. Ние мора да оставиме траги зад нас. Тоа е таа Анастасија за која што ви зборував, затоа што тргнувајќи да ја прашам за едно нејзино дело, таа всушност ми ја кажува целата филозофија на нејзиното живење и всушност ова беше еден пример како тргнуваат размислувањата во врска со секој настан кој планира да го организира. Тоа се случува и во нашиот дом, затоа што тргнуваме од една тема и развиваме целосно таа тема. Прекрасно е што го долови точно тој момент, затоа што ако јас вештачки сакам да го доловам, не можам да постигнам тој ефект доколку ти тоа не го споделиш лично со гледачите. Па да се навратиме сега повторно на конкретната тема. Колкав временски период од прилика кажавме дека твориш или не споменавме? Па околу 20 и нешто години. Мислам 20 и нешто години и не само што створам, таа моја творба ја представувам преку настани, преку реви, не знам, голем е бројот на реви, на учество на мои модели на фестивали, на други настани и така натаму. И едноставно сакам да го презентирам мојот начин на гледање на нештата, на носење на облеката, да можам да доловам, да допрам до секој човек, едноставно знаете, творењето на секој модел за мене е една филозофија, една психологија. Не е тоа само така да нацртам некој модел. Тоа е еден друг длабок процес, значи не знам, јас сум многу длабок човек и да прекратам, значи нема нешто едноставно, се е кај мене психологија на човекот. Па и во суштина, доколку се водиш од вистинските вредности, нема како да не се длабоки и површни да останат нештата. Да. Секој случај ќе треба да се потковани од тие вистински вредности. Јас сакам да го вратам времето каде што јас всушност започнав на твоите модни реви и воопшто да се појавувам на сцена. Тоа беше на моја 4 годишна возраст и како што споменуваш, јас те инспирирав до некаде да започнеш да правиш такво нешто, воопшто да се појавуваш појавно со тие модели. Сакам да го вратам точно тој момент. Значи, кога се организираа тие реви во 90-тите, што се случуваше тогаш и овој тип на реви како перформанси што ги организираме во текот на овој период? Направиме една паралела и споредба. Значи, првите реви кои ги организирав, значи, една мисла имам носечка во цел овој период. Тоа е, сите реви, идеите настануваат со една чиста мисла. Значи, на сите реви или настани, јас пренесувам мисла. И идеите и во тие први реви, уствари, например, пренесував, сега враќам филмот назад, значи, стално сум представувала секојдневни модели, што викам преку ден, па свечани модели, и во тој период сум сакала да представам дека начинот на облекување, дали било кај децата на школо или во обичното живење или за свечани прилики, мора да биде различен и да биде вклопен во сите тие, прилагоден. Да, и тие реви, па не знам, ми будат многу убави сеќавања. Тој бил еден младалачки ентузијазам. Да, но да споменеме дека тогаш кога се појавуваше ти во тоа време со такви
луди идеи за тоа време, малку беа и неприфатени од страна на публиката, колку што се воодушевуваат, толку и не го прифаќаат, како секогаш што реагираме на нешто ново. Тоа ние не знам каде, но во нашите корени некаде го има сместено да реагираме одбивно кон нешто што прв пат го гледаме. И што е ново. И тука во тој момент ти како ги врвеше тие моменти? Што се случуваше со тебе, објасни ми? Па во тие моменти сигурно е човечки да ги чувствуваш сите тие зборови и сум ги слушала дури директно ми ги кажувале, ама знаеш, сигурно бидејќи сме луѓе, сите тие процеси сме ги минувале, секој на свој начин ги минуваме. Ама јас имав една чиста мисла, јас знаев шо правам. Јас пренесував една моја своја индивидуална идеја, едно малце нов, друг начин на размислување во начинот на облекување. И таа филозофија и ден денес истото го правам и едноставно не му замервам на тие луѓе во смисла тие ме направиле потврста на таа идеја. Ми дале подстрек да истрајам на таа моја идеја, оти знам оти таа идеја е оригинална, е директно од мене излегува. Јас не сакам да копирам, едноставно сите идеи произлегуваат од натрешноста на душата и тоа си го сакам едноставно. Како што забележувам, веќе се навикнаа на тој твој стил и веќе го прифаќаат. Доста повеќе за разлика од порано. Па треба време за секоја идеја нова. И ние сме, можеби, таков народ, таков менталитет сме, интересен, кои потешко ги прифаќаме домашните креативни луѓе, идеи, отколку однадвор некој ако дојди. Едноставно... Тоа всушност е најголемиот проблем на уметниците тука, затоа што, како што ми покажало искуството и гледајќи го и твојот живот, сваќам дека побрзо би се насочиле на некоја личност надвор што ја гледаме, да се појавува, примери да е македонец, доколку се појави надвор, тогаш полесно е прифатен тука, а доколку твори од тука, тогаш некако не можат да го прифатат луѓето фактот дека човек може да живее тука и да твори, сепак да е успешен. Ајде малку твоето размислување за темата живење во Македонија и надвор, затоа што ја поставував како прашање во секоја емисија. Бидејќи се бориме со таа тема, очигледно се бориме на некој начин затоа што имаме проблем. Па јас да ти кажам не го гледам како проблем. Едноставно ја пренесуваш својата идеја и многу е добро што во Битола сме ние, така живееме и ги пренесуваме нашите идеи. Ако не се разбрани, можеби во наводници викам, не се разбрани во еден период во развојот на таа публика или не знам, тоа е едноставно го ставам тоа како нивни проблем. Например, ние знаеме што правиме и таа свесност ќе се јави можеби покасно. Секој, знаеш, наша работа е ние да твориме. И во ова наше поднебје, ние живееме во Битола, јас, например, исто сакам да кажам дека Битола си ја сакам премногу. Морам да се извинувам да напоменам за Битола те сакам и битолските таленти. Ти веќе направи такво нешто. Да, па направив едноставно од една идеја што ги викам од произлезе Битола те сакам, значи основната мисла ми е да си го сакаме градот, да даваме многу на овај град и тргнувајќи сами од себе. Нема да бараме некој друг нас да ни даде. Ние едноставно сме тие кои треба да допринесеме за наше освестување, а штом сме ние свесни, знаеме што правиме, тоаш таа енергија ја прошируваме и на другите луѓе. Едноставно и покажуваме дека не треба луѓето да чекаат однадвор некој да му даде. Тие се тие што треба секој сам од нас да тргни во создавање на таа чиста мислена љубов. Тоаш нашиот град не ќе биде, нашиот град е прекрасен за живење на луѓето, ќе му биде многу полесно да функционират. И тие битолски таленти
беше прекрасно дружење со младите, бидејќи ја сакам многу да се дружам со млади, бидејќи ми има таа младалачка мисла, енергија и така натаму. И исто сакам да кажам дека творењето во своето родно место е многу битен фактор во развојот на една личност, бидејќи тука ги има сите поволности на развиток. Ако фамилијата пред се? Да, значи фамилиарните односи се најбитниот моментот и во таа средина ти имаш таа подкрепа. Исто и за твојата подкрепа, например, да, иде да искоментираме таа подкрепа, затоа што често била сваќана како мајка ти стои позади тебе или те турка или не знам, но во текот на годините тоа се докажало дека не е така. Ајде таа тема малку. Од прв момент знаев, едноставно гледам вистината. Не пред време едноставно го гледаш. Ако сакаш да прогледаш, ти прогледаш. И тоа јас го видов кај тебе едноставно, бидејќи знаеш дека сум многу голем критичар, перфекционист, многу така натаму. И едноставно јас го видов. И стално од мала те бодрев дека носиш нешто во себе кое треба да го изразиш на уметнички начин. Па да, всушност сега се сеќавам дека ти всушност се бореше со мојата скромност. Да. А не со тоа класично подтурнување да немаш квалитет па да те туркаат за да одиш понатаму. Сега на ова тема, да. На ова тема исто сакам да кажам дека мојот начин на воспитување на вас, значи имам 3 деца, така да кажеме, тој начин на воспитување го темелев на себе спознавање на вас. Од тебе таа скромност, и јас сум скромен човек, не кажуваме за скромноста, од скромноста на човекот е најбитен елемент. Ти можеш се да работиш, ма ти си обичен човек. Ме разбираш, големината на човек едноставно да си човек. И скромноста кај тебе, но така требало да биде, бидејќи ти се развиваше по тој пат, по тој подолг пат, што го викам, никогаш не сум сакала, никогаш, дали да постојат врски, дали корупција, мито, најголем непријател ми е тој начин на достигнување до некоја цел. И која е таа цел? Кога ќе стигнеш до негде, функционира моментално. Да, па функционира, го гледам. Знаете, за кој да било работа, мене ми било, ма знаеш, пријател зова. Јас веќе реагирам бурно на некои работи, бидејќи промените сакам, мора сите да ги направиме, да веруваме на нас. Едноставно не смееме да зависиме од некои луѓе, од некои влијанија, од исто материјалниот свет. Ти ако создаваш на едно уметничко поле материјалното, ќе дојде со самата твоја работа. И тие се моите зборови кои цело време ти ги кажував и ти едноставно ги послуша едноставно. Да, почнав да ги применувам дефинитивно. Да ги применува, мислам, ти ги применуваш од мала, не си можела ни поинаков пат да се развиваш, но сето тоа воспитување делува е многу битен фактор во развитокот на една личност. Бидејќи спомнавме домашно воспитување и твоите 3 деца, многу ретко го кажуваме кој е третото дете, затоа што така се налага ситуацијата, не со одредена причина, но можеби сега ќе започнеме малку почесто да ја споменуваме таа тема со цел подигнување на свеста кон тие личности. Те молам малку повеќе да раскажеш за нашиот најстар брат Игор во фамилијата, која е неговата приказна? Па неговата приказна, неговите повреди настанаат на самиот пороѓај и едноставно почна се одвива една друга приказна во мојот живот. Таа приказна, тоа е една, знаете, малце се разликува животот на мајка
со здрави деца, да речам, и еден член кој е со посебни потреби. Разликата на животот е многу голема. Но тоа те прави многу посилен човек. Едноставно, тој процес на соочување со тоа што ти се случило е многу голем и длабок процес, и тоа освестување, уствари да се помириш со фактот дека детето има проблем е најтежок и најболен момент во донесување и во растење на тој проблем. Кога ќе се соочиш со себе и ќе го примиш тој момент како нормален процес на развиток, и кој ќе сватам, некој ќе сватам, тој бил давно тој процес завршен, и кога ќе сватиме дека таа личност, јас уствари Игор го третирам како нормална индивидуа со своји потреби, ако не може да се изразува, но ние едноставно го разбираме што сака. Ние едноставно... Неговата диагноза е церебрална парализа. Тој има колку години? 37. 37 години. Значи ти се соочуваш паралелно и со тој проблем, и заедно, ние заедно, со тебе секако. Во разговори со други мајки, секако кои се соочиле веќе со овој проблем, достигаме до заклучок дека всушност тие мајки или тие луѓе кои се во окружување со луѓе со посебни потреби стануваат вистински луѓе и започнуваат да ги чувствуваат овие зборови кои ги зборуваме, вистински вредности, основните, среќа, љубов. Да. И веќе ги чувствуваат многу длабоко, и тие се првите кои реагираат на тие зборови. Нашата цел е да ги освестиме и другите луѓе кои не се допрени од овој проблем, да започнат вистински да ги чувствуваат тие зборови. Вистински, да, сакам да кажам. Знаете, еве, правевме перформанс, сега во библиотеката сме правили други настани. И едноставно луѓето кои ќе го погледнат тој настан, ние тоа го правиме со многу длабоки побуди, идеи и така натаму. Да, во тој момент луѓето се, знаеш, реагираат, дури солзи имаат, жал чувствуваат, но нас не ни е пораката таја. Тие луѓе треба да ги освестат тие моменти. Знаете, во нашиот менталитет е кој ќе видиме вака луѓе со некои проблеми, викаме пу. Знаеш? Да. И тоа е едно длабоко нешто кој стои во човекот. Знаете, ама тој проблем е универзален. Треба да започне да се прифаќа проблемот со љубов и да сватат дека всушност тие луѓе, деца, млади со посебни потреби, тие всушност даваат многу љубов и разменуваат огромна енергија. Но се надеваме дека брзо ќе започне да се подигнува свеста околу оваа тема. Ние нема да ја форсираме таа како проблем, туку како нешто кое треба да не пробуди сите. Интересен податок за тебе е твојата исхрана, затоа што твојот почеток да се исхрануваш здраво не натера и нас малку да се подзамислиме на таа тема, затоа што ти всушност имаше огромна промена откако ја смена исхраната. Ме интересира таа тема. Сакам да им пренесеш на гледачите кои се секако повозрасни, да ја фатеме таа секако маса на народ која всушност треба да се инспирира, да ги смени тие стари навики на исхрана. Ајде малку да разговараме на таа тема. Што се случи со тебе и како гледаш на таа тема? Види вака, со промената на исхраната дома, сигурно јас сум имала и основа некоја. Значи, Дарко се хранил на тој начин. И ти си се хранила, но јас не ја имав промената кај мене направено. Едноставно дојде момент кога почнав да правам некои промени во начинот на исхрана. Тие промени од почетокот се многу тешки, бидејќи имаме навики кои сме ги создавале во целиот свој живот. Но кога осознаев дека тој здрав начин на исхрана, знаете, промена во целосниот начин и на готвење треба да стане. И тие промени, бидејќи сакам промени во животот, тие промени ги примив
многу едноставно и почнав да ги применувам. Тој резултат е тоа што сега чувствувам промени во прво во интелектуалната, во самата свесност за себе, бидејќи почнав да размислувам за себе многу. И започна да се сакаш да себе се си. сакам. Да. И едноставно начинот, бидејќи многу сакам да готвам, сакам да правам различни специјалитети и се ново, да месам, така и Да, и многу... тоа е всушност нашиот најголем проблем кога се решаваме да намалиме на килограмите. Мојата мајка многу добро готви. И сакам нови работи, специјалитети, то се морам да направам и така натаму. Но тоа допринесе за многу големи промени кај мене. И тоа исто така морам да ја споменам и физичката активност. Многу допринесва, па сега исто така и посетувам часови по модерен балет, еве веќе втора година. Часови за возрастни, секако. За возрастни. И да ти кажам, прекрасно се чувствувам. Таа некоја, тука на тие часови добивам некој мир, а истовремено слобода, на движење, на изразување. И на чувствување, затоа што да. музиката ти активира чувства. Да. Кога веќе стигнавме до танцувањето, тогаш стигаме до Анастасија центар. Како за крај сакам да ја заокружиме твојата тема и да навестиме всушност што прави моментално Анастасија и што допрва ќе прави. Која е идејата на Анастасија центар кој се отвори неодамна значи во центарот на градот, за да биде најдостапно за сите во секој случај и со услови кои што можат да се каже дека се на доста добро ниво. Да. Па вака, јас започнав пред 20 на години со Анастасија модно студио, па продолжи модно студио за модерен балет Анастасија и цел тој пат не донесе до оваа точка до отварање на Анастасија центар. Идејата е децата да го посетуваат овај центар, бидејќи тука имаме многу активности кои допрва ќе се развиваат и ќе ги работиме така веќе трет месец сме отворени и резултатот од тие наши очекувања веќе не е видлив. Тие деца што доаѓаат овде со нетрпение го чекаат моментот и пред време идат и сакаат да останат подолг период, бидејќи ова е местото каде што чувствува таа нивна слобода. Морам да го споменам и односот кој го имаме спрема тие деца кои доаѓаат овде и начинот на воспитување на некој начин, затоа што тука му е втор дом во центарот. Така. Па имаме кодекси на однесување кои овде ги применуваме спрема секој дете. Едноставно секој дете се прилагодува, од тие кодекси се едноставно основните животни потреби на секој човек. Ние прво најповеќе тука му даваме љубов и среќа, многу едноставно. Значи, а другото се иди со нашата креативност, со идеите кои допрва не чекаат. Имаме толку многу работа да... За сега, се извинувам, активностите се ограничени на музика, танц, мода, уметност, шах. Уметност, шах, свирење на инструменти. Тие во музика спаѓаат пење, свирење, значи има многу теми кои допрва ќе се отвораат. И пред се центарот се планира да се користи како сцена, сценски објект кој секако ќе дозволи да се реализираат младите уметници, артисти и така натаму. И исто сакам да го споменеш моментот за ателието на Анастасија кој се наоѓа во Анастасија центар. Да. Па ателието изложени се сега веќе тука многу модели, од многу реви, значи ти цело време ги носиш и тие модели, и тие биле правени за тебе исклучиво, заради твоите настапи, така заради сцена и така натаму. Секој може да дојди да порача, да креираме некој модел, едноставно да се почувствува како дома.
Прекрасно, ти благодарам Анастасија како креаторка и гостин во мојата емисија и секако моја и незаменлива мајка. Се надевам дека успеавме со овие разговори да доближиме некој дел од нашата душа и срце до вас, затоа што сите активности скоро што ги правиме се заеднички активности и секако доколку не пратите нас, ќе можете да добивате од нашите информации кои секако секогаш се поврзани со среќа и љубов. Ти благодарам уште еднаш. Анастасија Зулевска-Милевска со своето 20-годишно искуство како моден дизајнер изработува уникатни модели за сценски настапи, секојдневни и спортски настани. Организатор е на околу 50 модни ревии, перформанси, културни настани кои се поврзани со деца, млади и возрастни. Незиното модно ателие се наоѓа во Анастасија центар на Широксокак и ги очекува сите кои сакаат да градат свој предпознатлив и уникатен стил. Мојот стил е изграден од незините модни идеи и сите мои јавни настапи се во знакот на уникатните модели на креаторката Анастасија. Во текот на изминатите емисии напоменавме како треба да обрнуваме внимание на себе, како треба да се храниме, што се треба да правиме за да бидеме здрави. Едноставно е, луѓе. Обрнете се внимание на себе, тргнете од себе и потоа ќе ги следите вашите чекори стапка по стапка и секако ќе ве водат кон вистинскиот начин на живот. Од мој аспект нутриционистички, пите доволно вода, не ја изоставувајте. Во претходните емисии ги споменавме детокс водите. Нека во овој следен летен период тие ви бидат главни на вашето мени. Не обрнувајте толку многу внимание на обилната храна, туку обрнете само љубов да има на вашата трпеза, скромна храна. Движете се и сакајте се. Здравието барајте го во природата, во свежината. Јадете што е можно повеќе свежа храна, во онаква форма како што Бог ни ја дарувал, зашто живата храна живот дава. Колку на една личност му е важна поддршката од најблиските, зарем може да поместува планини, да постигнува цели и да биде препознаен во тугите очи, а да ја нема таа домашна поддршка, да се процени талентот од мала возраст, да се насочи и да се вложи во тој талент за да бидат вродени плодовите од трудот на детско-тинеџерскиот период во подоцнежната фаза од животот. Кога ја добиваме поддршката од најблиските, ние започнуваме да се занимаваме со тоа што навистина го сакаме. Нашата професија ни носи радост и исполнетост. Спокојно се надоградуваме и имаме можност нашето знаење да го споделиме и со другите. Едноставно зрачиме со позитивна енергија и среќа, затоа што тој што ни го мисли најдоброто и тој што има безрезервна љубов кон нас, не ни го попречил патот, ни дозволил да бидеме слободни и благословени, да го почитуваме ближниот наш и да му дадеме максимална поддршка да биде тоа што навистина е. Fun.
Со оваа емисија го заокружуваме циклусот од 11 изданија на оваа емисија, кои беа поврзани со 11 песни од мојот прв музички албум Ретро Перспектива. Сите кои сакаат да го добијат албумот, можат слободно да ме контактираат на мојата Facebook страница Стефанија Стефанија. Сите новости поврзани со мене и мојата емисија следете ги на блогот од мојата официјална страница www.stefaniaofficial.com. Голема благодарност до креаторката Анастасија за уникатните модели, LTD салон за шминката и фризурата, Art Land за уникатниот накид и Анастасија Центар за сценскиот простор. До следното видување. Со љубов, вашата Стефанија. Слушнав дека си тажен, си загубил верба, си станал лажен. Затоа